Како да решиш било каков проблем? Знам дека многумина од вас бараат совети, одат по различни луѓе, не знам, прашуваат секаде, но интерниот компас и својата интуиција не си ја слушаат. Затоа денес ќе работиме еден медитативен процес, кој што е навистина значаен и многу ефикасен и многу помага да можете сами да се справите во комфорот на вашиот дом. И еве сега е споделен од моја страна со вас. Одвојте се во тивок амбиент, може да го стопирате видеово, одвојте време за себе. Верувајте, одвојте време за себе. Луѓето губат часови и часови, што прави тој, што направил тој, каде отишол тој, зошто го направил тој и се јавуваат завист, споредбеност и така натаму. Кога вие ќе се свртите кон себе си, кога ќе го најдете внатрешниот ваш компас, вашата внатрешна вредност, вие никогаш нема да се споредите со другите, затоа што вие ќе имате индивидуална вредност, ваша уникатност и автентичност, што е најосновното нешто во еден живот, бидејќи тоа ќе биде еден вид воделка. Денешниот процес што ќе го спроведам со вас е од исклучителна важност. Зошто? Бидејќи го бараме внатрешниот компас, односно што е она што е најдобро решение на проблемот во моментот. Треба фактички да се излее од вашата повисока свест или од вашата да излезе од вашата душа или од нашиот интерен компас. И сега како ќе го направиме тоа? Најдобро е овој процес да се прави во вечерните часови, кога сме смирени, кога денот поминал, кога сите настани, било какви што беа во денот, се зад нас. Доколку не сте во можност сега, додека го слушате видеово, да го направите процесот или не е во вечерните часови, секако слушајте го и навратете му се повторно во вечерните часови. И сега одиме на методата. Прво што треба да направиш е да го дефинираш точно твојот проблем. Еден проблем, не повеќе проблеми. Бидејќи процесот се работи проблем за проблем. Мора да биде еден проблем. Не сите проблеми, или да почнеш да дефинираш еден проблем и да се наредат уште. Значи, еден проблем во еден процес. Значи, дефинирај го точно проблем. Нема потреба да губите време, да едноставно лутате безразложно, да се споредувате непотребно. Само направете го процес. Дефинирајте го проблемот. Еден проблем, не повеќе проблеми. Секогаш методава ќе ја користиш доколку сакаш одредено водство, решение, само што се однесува за тој проблем. Бидејќи ние како луѓе вообичаено знаеме да почнеме со еден проблем и да наредиме уште повеќе да настане мешаница. Значи, методава се користи проблем за проблем. Односно, наведуваме само еден проблем. Точно дефинирај го проблемот. Со што се соочуваш во овој момент? И тоа е, значи, во 7 фази. Сега ќе ги објаснам фазите, значи, сите точки како одат, а подоцна за кратко, нели, ќе те спроведам и низ медитативна визуализација за решение на овој проблем. Значи, пред број 1, точно дефинирај го проблем. Откако точно ќе го дефинираш проблемот со кој што се соочуваш во моментов или ти тежи, потребно е да настане една минимална смиреност во умот, односно да не си во бета бранова должина, односно во потполна будност.
Ја затоа напоменав дека треба да се прави во вечерните часови, бидејќи тогаш сме посмирени и полесно може мозокот да влезе во алфа бранова должина, односно во онаа смиреност. Доколку луѓето не знаат што е алфа бранова должина, тоа е оној момент кога ќе застанеме пред телевизор со далинското во рака и кога чувствуваме како една смиреност. Состојба не пред дремка, али една успокоеност, една смиреност. Значи, тоа е втората фаза, односно втората точка од методава. Влези во алфа бранова должина, односно смири го. Сега ќе ви споделам нешто. Верувам дека поголем дел од вас ќе ме разберат, се надевам. Не можете да решите проблем доколку сте вознемирени, во бета бранова должина, односно потполно будни, кога решавате, нели, кога анализирате или се нервирате, или, значи, тогаш не може да дојде до решение на проблемот, затоа што не сте во алфа бранова должина. Целата креативност, мудрост доаѓа од други бранови должини, а не од бета, во која што луѓето се најчесто наоѓаат. Потполна будност не може да го реши проблемот. Потполна будност ве носи во секирација, грижа, ниска вибрација, неверување на себе си, незнаење каде се наоѓа интерниот компас и постојан аларм од каде ќе дојде следната неволја. Значи, таа ја викаме бета бранова должина на мозокот и таму не може да настане никаква креативност, таму не настанува мудрост и не може да дојде до никакво добро решение. Затоа мораме да влеземе во една смиреност, односно во алфа бранова должина, каде што едноставно испливаат решенијата, некогаш едно, некогаш и повеќе. Значи, влезете смирено во алфа бранова должина. Дефинирате го проблемот и смирено влезете во алфа бранова должина на мозокот, односно во една смиреност. Точка 3. Визуализирайте го проблемот во вашиот ум, односно на менталниот екран комплетно. Живописно. Значи, представете си го проблемот на вашиот ментален екран внатре во вас, во вашиот ум. Живописно. Значи, точно кога не се плашете од проблемот. Визуализирајте го, повикајте, значи да се појави пред вас, бидејќи веќе го дефиниравме, сега визуализирајте го. Слободно гледајте го, без да чувствувате. Обидете се едноставно да сте отворени да ви дојде во пресред решение. Визуализирај го проблемот. Колку што можеш, нели, живописно. Представи си го вака пред себе си. Топло препорачувам визуализација, бидејќи човештвото сега се наоѓа на прагот на неверојатен еволуционен скок, каде што визуализациите ќе станат едни, да кажам, од најдоминантните вежби, уште од најмала возраст, бидејќи придонесуваат за развојот на нашите скриени способности. Самата визуализација помага да се развие десната хемисфера, каде што и лежи нашата моќ. И во нашата Библија православна и во други религиски текстови на неколку пати се наведува оваа десна страна во делот каде што Исус кажува на своите апостоли: фрлете ја мрежата од десната страна на чамецот, не од левата. Извадете ја мрежата од левата страна,
на чамецот и префрлете ја од десната страна, каде што лежи изобилието. Така да визуализацијата навистина е една неверојатна алатка која што успешно влијае да дојдеме до мудрост која што е во нас и да испливаат решенија кои што се најдобри за нас и најблаготворни за нас. Откако го визуализира проблемот, и оваа ментална слика, каде што е живописно и пластично прикажан овој проблем, испрати го проблемот со оваа визуелна представа нагоре. Нагоре значи во повисока свест. Повисока свест може да значи Бог, може да значи виша сила, може да значи некаква надприродност, значи едноставно испрати го горе. Откако ги го испратиш нагоре проблемот, малку почекај. Некои од вас можеби ќе почувствуваат во моментот откако ќе го испратат нагоре проблемот, некаков проток, некакво чувство, некакви вибрации по телото, доколку не ги осетиш, се е во ред. Процесот влијае, иако немаш телесна сензација. И сега дозволи преку твојата визуализација да се појави решение. Визуализирај дека веќе е решен проблемот. И визуализирај го решението. Визуализирај го решението и повлечи го ова чувство дека веќе е се завршено. Проблемот е решен. Повлечи визуелна слика и остани во ова чувство. Проблемот е решен и ова што се појавува пред тебе е солуција или решение на зададениот проблем. Убаво визуализирај го решението. Вие што сте понапред со визуализациите и што се занимавате со манифестацијски техники, топло препорачувам да буквално живеете во оваа емоција дека е решен проблемот, повлечете емоцијата и седете во оваа ситуација, дека проблемот е решен. Фокусирајте се на оваа слика во моментот. Нашата најголема моќ како луѓе е во нашиот ум и во нашето срце. Значи, направете едно поврзување на вашиот ум и вашето срце и фокусирайте се на решението. Многу е битно каде ви е фокус. Многу од луѓето се фокусираат на страф, на недостиг, на неверување во ништо. Има луѓе кои што во ништо не верува. Едноставно смета дека животот е тежок, дека ова е реалноста и дека не може ништо да направи самиот тој, но верувајте, таа е една многу ниска вибрација од каде што потекнуваат многу лоши одлуки. Топло препорачувам да започнете да визуализирате и да имате верба на невидено, исто како што стои во Библијата. Верувај во невидено. И сега, откако го извизуализира решението, осети го чувството кое што го имаш
Кога гледаш оваа слика дека е решен проблемот, повлече го ова чувство и целата оваа визуализација заедно со емоцијата испратија на нагоре во повисока свест, во верба, во Бог. Едноставно испрати оваа визуализација. Нашиот ум содржи многу важни компоненти кои што се поврзани со постоење на други димензии, каде што ние фактички повлекуваме на ниво на холограм. Реализација на синхроницитети. Некои од вас можеби нема да го разберат, но секако морам да се обратам на оние кои што се занимаваат со квантни техники, а кои што се мои гледачи. Значи, нашиот ум има способност на емисија или трансмисија, на визуализација, кој што ќе влијае на квантното поле и ќе придонесе на појава на можности и прилики кои што ќе учествуваат во решение на проблем. И откако е испратена оваа визуализација заедно со чувството дека е се завршено, оставете 3 дена на гестацијски период, односно 3 дена и 3 ноќи да поминат, каде што ќе ви дојде решението и делови поврзани и настани поврзани со решението, односно ќе се отворат патеки, прилики, можности кои што ќе учествуваат во решението. Доколку не се појави нешто во форма на решение, идеја, луѓе, можности, околности, повторете го процесот повторно. И навраќајте му се додека не се појави идеја, настан, личност, некој синхроницитет кој што ќе дојде од повисока свест, односно и од реалноста. Во продолжение ќе ве спроведам низ медитација, кој што ќе го појача и подобри и оснажи овој процес на оваа метода како да го решиш било кој проблем. Медитација со визуализација. Оваа медитација ќе ги помине сите чекори што веќе претходно ги кажав и ќе овозможи активација на десната хемисфера од твојот мозок, односно креативниот дел од тебе кој што ќе помогне овој проблем да се реши. И сега за момент одвој се во тивок амбиент, опушти ги рамениците, вилицата, лицето, рацете, телото, колковите, нозете. Дозволи релаксацијата едноставно да те обземе. И сега помисли на проблемот кој што го имаш и сакаш да го решиш. Помисли на оној проблем кој што долго време ти тежи. Сакаш да го решиш. И сега помисли на тој проблем што веќе одбран или го одбра тој проблем, да размислиш за тој проблем. Едноставно ментално одлучи дека ова е проблемот кој што сакаш да го решиш. И сега затвори ги очите
бидејќи ни е потребна релаксација за да влезе умот, мозокот во алфа бранова должина, односно во опуштеност. Затвори ги очите и земи длабок вдих, број до 6. Издиши, број до 6. Повторно вдиши, број до 6. Издиши, број до 6. И сега би сакала да визуализираш, го визуализираш бројот 3 пати. 3, 3, 3. И почувствувај како ти се опушта телото, се релаксира. Грбот, вратот, се опушта главата, градите, рамениците, рацете. Прстите од рацете стави ги на твојот стомак, релаксирај се. Се опушта твоето тело, нозете, стапалата. Опушти се и сега ќе одиме едно ниво подлабоко од ова и ќе го визуализираме бројот 2 3 пати. 2, 2, 2. И почувствувај уште поголема релаксација. Почувствувај како умот успорува. Чувствувај го твоето дишење како се успорува. Станува бавно. И конечно одиме уште едно ниво подолу. И сега визуализирај го бројот 1 3 пати. 1, 1, 1. И сега почувствувај го челото. Можеби во средина на челото ќе почувствуваш некаков притисок. И тоа е твојата поврзаност со твојата потсвест. Но не се грижи, може и да не почувствуваш притисок, никаква сензација. Но може да се појави за време на оваа пракса. И сега визуализирај го внатре во себе на својот ментален екран проблемот. Стави слика, живописна на проблемот. Прошири оваа слика, види го проблемот убаво. Држи го твоето внимание на сликата. И почувствувај ги сите чувства, целата болка што ја носиш поврзано со овој проблем или можеби срамот или било какво чувство на нервоза, гнев, заглавеност во овој проблем. Почувствувај агонијата да си заглавен или заглавена во овој проблем. И како е всушност тоа чувство? Не бегај од чувството, не бегај од срамот. Или било кое доминантно чувство кое што е поврзано со проблемот. И сега види се себе си во заглавеност, дека што и да направиш и колку и да се трудиш да го решиш проблемов, едноставно не се решава. Сега почувствувај колку е разочарувачки да си заглавен или заглавена во овој проблем. Дури твоето верување дека тој ќе трае долго.
Чувствуваш како ништо не се менува. Што и да направиш, нема промена. И сега оваа слика стави ја како во еден светлосен круг, како во една светлосна топка. И 3, 2, 1, вдиши и издиши, и како издишуваш, испрати ја нагоре кон Бог. Можеш и да ги испружиш рацете и да замислиш дека проблемот го придаваш во рацете на Бог. И сега повторно земи длабок стив и издиши. И почувствувај го ова чувство како да е предаден проблемот. Предаден на повисока свест. И гледај како проблемот е решен. Гледај како спонтано тој се решава, без некое твое вмешување. Почувствувај го ова чувство дека проблемот е решен, дека конечно ова е решено. Убаво почувствувај го ова чувство на проблемот дека е решен. Почувствувај го ова чувство и во твоето срце. Почувствувај ја слободата, твојата ослободеност од овој товар. Почувствувај како е да има одговор на твоите молитви. Како е да си помилувана од Божјата рака. Како е чувството? Проблемот е решен. Едноставно не постои. Почувствувај го ова. Вдиши, број до 3, издиши. Повторно вдиши и почувствувај оваа слобода, ослободување. Конечно твојот проблем е решен. Уште еднаш силно почувствувај го ова чувство дека проблемот го нема. Осети го во целото твое тело. И издиши. И сега почувствувај како е кога ќе го тргнеш фокусот подалеку од проблемот. Кога ќе го усетиш решението. Кога ќе почувствуваш оваа слобода дека проблемот веќе го нема. Фокусирање надвор од проблемот е најважниот дел од вежбата. Дефокус од проблемот е фактички главната цел на оваа вежба. Чувството дека солуцијата некако, на некаков начин ќе дојде, дека решението ќе се појави. Прави ја оваа медитација 3 вечери поред пред заспивање и дозволи твојата повисока свест да ти прати солуција, луѓе, околности, никакви непредвидени настани кои што ќе те одведат на патеката на решение на проблемот. И вака прави оваа вежба 3 вечери пред заспивање. И дозволи во наредните неколку денови, така наречен гестацијски период, за да се појават некакви прилики, настани, можности, кои што ќе отварат пат кон разрешување на овој проблем. Доколку не се појави решение, луѓе, околности, можности, прилики во наредните 3 дена, повторувај ја оваа процедура неколку пати. Биди упорен, биди упорна, бидејќи на вистина, како на многу луѓе, така и на тебе, истата оваа метода ќе ти помогне.